ќе го најавиме хуманитарниот настан кој што се одржува оваа недела на 26 април со почеток од 12 до 18 часот во Скопје. Станува збор за настан каде што ќе има поставено штандови со разни видови на храна, сладки работи, но исто така и здрава храна. Ке се собираат донации за Јоце Блажевски кој што боледува од церебрална парализа. Многу повеќе за самиот настан во продолжение слушаме од мојата денешна гостинка која што е сестра на Јоце Блажевски, за кој што се собираат донации, но воедно и организатор на самиот настан. Да посакаме добро утро на Сузана Недовска. Добро утро, ви благодарам многу на срдечноста и на можноста да апелираме и да го истакнеме настанов како настан на добрината, хуманитарен, од хуманитарен карактер, кој што има цел за собирање средства за лекувањето на мојот брат Јоце Блажевски во Русија со матични клетки. Најпрво сакам да ги запознаеме гледачите со вашиот брат. Поточно каква терапија му е потребна, што ќе биде потребно поточно за самото лекување? Во клиниката во Русија, во Москва, се лекува веќе 10 години, каде што има голем напредок. Мојот брат не можел да седи сам, не можел да стои сам, да оди сам. Сега веќе после неколку терапии со матични клетки, вежби, роботика, масажи, тој успева да оди сам со одалка, се уште е тоа внатре низ домот. Не успева да излезе надвор во општеството, да кажам. Нели, тоа е макотрпна работа, церебралната парализа е стекната после раѓање, но потребни се многу вежби и многу труд за да може тоа целокупно да се исплати, односно да застане на своји нозе. Од прилика колку средства се потребни за тоа лекување и до кога најдоцна би требало да се соберат, односно ние граѓаните до кога би имале рок за да помогнат? Така, беше закажано лекувањето за април, го презакажавме за мај. Средствата кои што се потребни за овој третман се 8.000 евра плюс трошоци патни. Сега секој најсоодветно, најдобро е да се оди на 3 или до 4 месеци на оваа терапија со матични клетки, која што е заедно со масажи и со вежби, роботика. Нели, како успеваме да побараме донации од луѓето, многу цела Македонија ни помага и надворот неизе. Така да со помошта на луѓето успеваме неколку пати веќе да отидеме и да замине за Русија, така да следното одење е мај месец, па здравје Боже понатака овие третмани следат на 3 до 4 месеци. Целта на овој настан е всушност да се соберат колку што може донации и средства за да се помогне самото лекување во странство. Напоменав дека ќе се одржи во недела на 26 април. За каков настан поточно станува збор? Делот хуманитарен настан, кој што го крстивме Сладка лабораторија на добрината, е обемен настан, опфаќа штандови, нашите фирми пријатели кои што ни спонзорираат, односно ќе ни обезбедат храна, намирници и за да може целокупно да се одржат работилниците кои што се наменети за таа цел. Значи тие котизации, односно нели хуманитарна помош ќе биде во целост за Јовица, за Јоце брат ми. Опфаќа настанот освен работилници и штандови, продажен базар, каде што нашите соработници и поддржувачи, помагатели ќе опфатат дел од здрава храна и храна со шеќер. Ја крстивме сладка, бидејќи обрнуваме внимание на сладката и здрава храна, која што е од важност за луѓето, а и воопшто да може да се засладиме и на тој начин да донираме. На некој начин ние да возвратиме на донациите со вкусни оброци. Токму оваа тематика на самиот настан, која што ја напоминавте, верувам дека всушност и сите се добро дојдени, станува збор за сладка, за здрава храна, сите може да дојдат, да си поминат убаво, интересно, но воедно и да помогнат на некој на кој што му е најпотребно. Кажете ми, дали се донира со самото купување на таа храна или пак можеби посебно се плаќа влез на самиот настан? Влезници нема да има. Замислата е да биде отворен ден, да речам,
хуманитарен ден, каде што луѓето со самото доаѓање ќе можат да си купат сладки, ќе можат намирници да си купат за да се изготват дома или ќе можат да учествуваат на посакуваните 13 работилници имаме, каде што ќе подготвуваме бомбици здрави, ќе подготвуваме чија, путер од кикирики, вафли, чизкејкови, мафини, така да целокупната донација ќе биде со дознака за Јоце Блажевски. Ќе имаме, извинете, сакав да напоменам и детско катче за најмладите, каде што ќе има прожектирање на цртани филмови, цртање на лице и детски игри, исто така спонзорирани и поддржани од нашите соработници и помагатели кои што се правни лица. Пред самиот крај би сакала да прашам за броевите за донација, освен самото одржување на овој настан, каде што ќе можеме да донираме, исто така има и броеви за донација. Еве може да ве прашам во однос на броевите и сега досега според вас колку ние македонците сме хуман народ, бидејќи напоменавте дека и надвор од државата има донација. Да, значи можам да кажам пример сме цело семејство, дека им голема благодарност да упатам до сите за досегашната помош и постојано каде да се обратам, сите велат нема никаков проблем, тука сме, стоиме за тоа, како претходно, така еве и за настанот, немаше потреба да кажувам два пати, да замолувам, значи премногу хуман народ имаме ние во Македонија и сме многу благословени со тоа, да кажам, сите ние. Донациските броеви кои што се отворени уште од ноември месец чинам за лекувањето на Јоце се на Телеком 143 163 и на А1 143 461. Можат и на тој начин да помогнат луѓето. Ви благодарам многу за одвоеното време. Се надевам дека и ние придонесовме колку што можевме и да се надеваме дека нашите гледачи ќе ги има во што поголем број и дека ќе се соберат потребните средства за вашиот број. Така е, ви благодарам многу на можноста да го расшириме апелот, да ги информираме публиката, слушателите и гледачите и ги замолувам за сите подетелни информации да се обратат на Вибер телефонот оставен кој што е на самите плакачиња и на настанот кој што е отворен на Facebook и на Instagram, Сладка лабораторија на добрината. Ви благодарам. Благодарам уште еднаш. Уште еднаш ќе напоменеме дека оваа недела на 26 април се одржува настанот Сладка лабораторија, хуманитарен настан каде што сите присутни ќе можат да донираат всушност со самата купена храна која што е понудена на овој настан, да донираат за лицето кое што боледува од церебрална парализа и на кој што му се потребни средства. Доколку сакате да донирате плюс потребни средства за ова лице, исто така можете да донирате на донациите кои што ги на броевите за донација кои што ги споменавме во текот на ова вклучување.